Зимата се уште трае, а кога зимата е со снег, тогаш навистина нуди безброј можности за рекреација. Во следниве минути зборуваме за скијањето, а повод за тоа е 5-годишниот јубилеј на ски клубот Љуботен. Дали може да се потсетиме, Бојан, на почетоците на овој ски клуб? Прво, добар ден и фала за поканата. Инаку ски школата Љуботен е основана во 2019 година како продолжен дел од ски клубот Љуботен, каде што нашата цел е да обучуваме дечиња како да ги наведеме во скијањето, да се заљубат во скијањето, а со самото тоа и да дојдат на планина, каде што после сите овие работи градовите знаеме колку се загадени, така да со самото доаѓање на планина да им вродиме и некоја љубов према скијањето. Сега во 2019 како и сите овие години пред самите почетоци, значи ги почнавме како мала школа со многу мал број на дечиња, отприлика дневно по 5 дечиња, додека за цела сезона до 100 дечиња ако дојдеме до некој си биланс. За разлика после 5 години, каде што стигнавме до околу 500 дечиња на сезона да обучиме. Во очекување на новиот снег, кој што го најавуваат синоптичарите, се подготвувате за еден многу убав настан со кој што го одбележувате 5-годишниот јубилеј на ски школата Љуботен, а тоа е отворена трка во велеслалом за мажи и за жени. Кога ќе се одржи трката, кој се има можност да учествува и каков е начинот на пријавување, Бојан? Трката ќе се одржи на 25.2. 2024 година. На неа можат да настапуваат сите рекреативци, значи сите љубители на скијањето, како и сите професионалци. Доколку имаат желба, но пак ние ги повикуваме сите рекреативци тоа да биде дел, еден вид на забава, каде што ќе се надпреваруваат сите скијачи, љубители на скијањето, преку забава, нема да има надпреварувачки дух, туку тоа ќе биде еден вид јубилејна трка, преку забава и преку многу дружба, така да... Дали веќе ги има првите пријави? Па да, со самото објавување на социјалните мрежи, значи ние веќе имаме до сега пријавено преку 20 кандидати и од машка и од женска конкуренција, така да се надеваме дека со самото пристигање на снегот, бројот на надпреварувачи ќе се зголеми. Претпоставам дека нема старосни ограничувања, дека може да се пријават буквално љубителите на скијањето од сите генерации. Така. Значи првично треба надпреварувачи ќе бидат над 18 години и до нема ограничувања. Планот е, значи, да го отворат надпреварот сите дечиња од ски школата кои до сега биле вршеле обука кај нас и стигнале до тоа ниво на обученост да скијаат на ски стазите. За шапка, многумина љубители на скијањето велат дека еден од најубавите скијачки центри што постои дури во рамките на цела поранешна Југославија. Па така, сите знаеме дека ски центарот Попова шапка е познат и по Шарпланинскиот куп, еден европски куп каде што сите знаеме дека представувал во бившите ју држави, дека многу видни скијачи дошле ке нас. Еден од нив е и Бојан Крижај, кој е како и организатор на таа трка. Сега, нажалост, со тек на времето
се изгуби тој тренд, да се надеваме, затоа и ние ги обучуваме децата за да им воведеме некој си нов тренд, да дојдат да го засакаат скијањето и да уживаат на планина. Бојан, за сите оние што во моментов не слушаат и не гледат, кој е начинот на пријавување? Како може да бидат, доколку се заинтересирани секако, дел од сето тоа убаво случување, од таа јубилејна ски трка што ќе се случува на 25 овој месец? Така, значи, сите што сакаат да се пријават, ние имаме и на Facebook и на Instagram страниците објавено текст и броеви каде можат да се пријават или каде можат да се јават за подетални информации. Значи, пријавувањата се во хотел Арена на рецепција и во хотел Конак. Таму се пријавуваат, има одредени луѓе каде што ќе им дадат одредени талончиња и со тие талончиња, значи, на денот на трката доаѓаат, си земаат бројче и дали се плаќа некоја котизација или е бесплатно учеството? Значи, котизацијата е 300 денари за особа. Таа е символична котизација за да се покријат основните трошоци за трката и за наградите. Бојан, во име на телевизија Алфа, честитки за 5-годишниот јубилеј и почит за ова убава иницијатива што ја организирате на 25 февруари, во надеж дека навистина ќе има голем број не само учесници, туку и навивачи кои што ќе дојдат да ги бодрат учесниците и да уживаат во убавиот воздух и снежниот амбиент на Попова шапка. Така, фала и на вас што ме поканивте да бидам ваш гостин и ве поканувам јавно да дојдете на 25.2, затоа што да уживаме заедно во пред се таа јубилејна трка, многу што ќе биде организирано со многу забава и многу награди, што би рекол. Се гледаме на Попова шапка. Ти благодарам.